Советот на општина Кочани ги испочитува мерките и препораките за заштита и спречување на ширењето на коронавирусот. Редовната 38-ма седница ја одржа во салата на спомен домот Асном. Советниците седеа на пропишаната оддалеченост од 2 метра, носејќи заштитни маски. Работеа по дневен ред од 13 точки, меѓу кои беше и извештајот за извршување на буџетот на општина Кочани за првиот квартал од оваа година. Одговорните од секторот за финансии образложија дека во првите 3 месеци од 2020 даночните приходи се реализирани со 14%, неданочните со 19%, а капиталните со 10%. Од трансфери и донации се остварени вкупни приходи во висина од 37 милиони денари. Реализацијата на основниот буџет до сега е со 22%. Според градоначалникот Никол Чуилиев, најважно за првиот квартал е што капиталните расходи се поголеми од тековно оперативните, што значи дека општина Кочани најмногу средства потрошила за капитални инвестиции. Реализацијата е 22% на буџет од 248 милиони денари, процент што досега не бил остварен. Според Илиев, предстои период на интензивни градежни активности, бидејќи сите капитални проекти согласно развојните програми се во фаза на избран изведувач и за најголем дел од нив реализацијата треба да биде до средината на оваа година. Градоначалникот Илиев изрази задоволство од досега реализираните јавни набавки, од кои се заштедени 6,5 милиони денари, што веќе се пренаменуваат за нови капитални проекти. Меѓу нив е и асфалтирањето на улицата за новите згради спроти поштата, како и за изградба на потпорен зид на улицата Боро Ефремов во Белското Маало. На 38-та седница беа проширени и плановите за јавни набавки и на развојните програми. Со одлуката што ја донесоа членовите на Советот, општина Кочани ја потврди сумата од 1.317.000 денари како сопствено учество во проектот Планински велосипедски рај.